Во духот на работата на владата на Република Македонија, максимално транспарентно и одговорно, веднаш после одлуката на владата за оваа иницијатива, предлозите за уставни измени беа достапни за целата јавност на Република Македонија. Дозволете ми да пренесам дека општиот одзив од увидот и реакциите на јавноста се дека во иницијативата за измени на Уставот на Република Македонија, согласно договорот од Преспа, нема ништо спорно. Стручната, академската јавност оцени дека предложените насоки се во согласност со меѓународното право и со меѓународните стандарди за човековите слободи и права и особено со интересите на Република Македонија и нејзините перспективи низ евроатлантските интеграции. Она што го зборувавме во референдумската кампања сега е пред очите на целата македонска јавност. Таму јасно се гледа дека тие измени заслужуваат поддршка од сите пратеници во име на интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската Унија и во име на клучниот интерес на сите граѓани, а тоа е подобар живот тука во Македонија. Се разбира, ова иницијатива се покренува на начин кој е во согласност со предвидените законски и институционални рамки за уставни измени. Оттаму, Собранието на Република Македонија, како законодавен дом, е институцијата, а пратениците се народните избраници, кои ќе ја донесат одлуката слободно, следејќи го исклучиво интересот на граѓаните. Пратениците се тие кои преку поддршката на оваа иницијатива всушност ќе покажат дека ја поддржуваат иднината на Македонија. Својата одлука треба да ја донесат согласно волјата на граѓаните и по сопствено убедување, да не подлегнуваат на никаков притисок. Почитувани пратеници, со решението на спорот меѓу Република Македонија и Република Грција изградивме пријателство меѓу двете земји и двата народи. Пријателство кое никогаш не било поголемо. Во нашите раце е клучот за отварање на европската перспектива за економски развој и подобар живот на граѓаните. Перспектива и место во заедницата на европските народи за најдобра заштита на достоинството, идентитетот и иднината на сите граѓани на Република Македонија. Решаваме 2,5 деценијски спор за да извлечеме нашата земја од стегите на изолацијата. Решаваме 25 годишен спор кој што земјата ја влечеше надолу. Кога сите мислеа дека нема излез, се одваживме и тргнавме напред. Вашата одлука, почитувани пратеници, ќе ја испрати во историјата времената референца ФИРОМ. Интеграцијата на Македонија во НАТО и Европската Унија не може да биде попречена од каква било закана или обид за заплашување, подкуп или било што друго. Сега е време сите што се за НАТО и Европската Унија да ги поддржат измените и заедно, исклучиво заедно, да однесеме Македонија напред. Сега е време да ја потврдиме заедно одлуката од 1993 година, според која членството во Европската Унија и НАТО се наши заеднички и врвни стратешки приоритети. Сега е време да се ефектуира декларацијата за членството во НАТО, што овој собраниски состав ја донесе во јули оваа година, заедно. Пред само 3 месеци, Собранието на Република Македонија, вие пратениците, покажавте дека членството во НАТО е врвен надпартиски интерес и дека за тоа прашање постои највисок граѓански, меѓуетнички и политички консензус. Сега, сите пратеници, без разлика на која партија и припаѓаат, имаат историска должност и обврска пред граѓаните да го обезбедат патот на Македонија кон стабилност, безбедност и економски просперитет, а тоа е патот кон НАТО и Европската Унија, кој води преку македонско-грчкиот договор. Од пратениците во Собранието на Република Македонија се очекува одлука во таа насока и како израз на почитување на волјата на граѓаните, кои што гласаа на референдумот, како и на волјата на околу 80% од граѓаните кои континуирано се изјаснуваат дека го одобруваат членството на нашата земја
во Европската Унија и НАТО. Сите сме свесни дека без договорот со Грција тоа остануваше само наша надеж и желба. Почитувани пратеници, изминаа 25 години во калкулации и празни зборови. Македонија нема веќе генерации за губење. Да покажеме дека сме подготвени, да ги преземеме лидерството и одговорност,